Шеста година поред во Кочани се реализира проектот за извршување општинско корисна работа, во кој се вклучени невработени лица од евиденцијата на Агенцијата за вработување. Овој проект е резултат на соработката на локалната самоуправа со UNDP, Министерството за труд и социјална политика, а партнери во неговата реализација се Агенцијата за вработување, Центарот за социјална работа и невладината организација Благородна мисија. Во просториите на општината се одржа средба со ангажираните во проектот, при што им беа доделени договорите за ангажманот во рамки на проектите што годинава се под мотото добра волја и услуги. Овој проект е навистина многу важен и ние како локална самоуправа ќе продолжиме и понатаму да го поддржуваме овој проект, не само символично, туку и со финансиска, како што слушнавте дека ова година општина Кочани во еден од проектот е вклучена и со финансиски средства, односно покриваме 20% од обврските што произлегуваат од тој договор. Проектот има јасна задача да и двете страни кои се вклучени во овој проект да бидат задоволни, што значи од една страна придобивките за лицата на кои е потребна оваа помош ја добиваат, а од друга страна и лицата кои се слободни се ангажираат, некои за 6 месеци, некои за 9 месеци, зависно од проектот, а со тоа добиваат и финансиска надокнада. За реализација на проектот Добра волја од UNDP се добиени 432.000 денари, а 20% од трошоците за персонален данок и за надоместокот за осигурување ги покрива локалната самоуправа. Ангажманот на давателите ќе биде на 6 месеци и ќе им овозможи да се стекнат со работни вештини што би им помогнале полесно да се вработат. Со договорот 5 лица ќе им помагаат на стари и изнемоштени, а 2 ќе бидат образовни асистенти на деца со пречки во развојот. Проектот Услуги пак е помогнат од Швајцарската агенција за развој со околу 170.000 денари и со него ќе бидат ангажирани 3 невработени кои ќе им помагаат на лицата со посебни потреби. Ангажираните во проектот ќе работат по 20 часа неделно, а месечно ќе добиваат по 6.200 денари. Додека трае проектот за општинско корисна работа, на ангажираните лица им продолжува статусот на невработени во Агенцијата за вработување, односно ќе немаат прекин во евиденцијата.